Светскиот ден на слободата на медиумите 3 мај ќе дојде и ќе помине. По него ќе остане горчливата реалност колку новинарите се растргнати во и меѓу политиката и колку сето тоа ги блокира демократските процеси на централно и локално ниво. Денеска во Македонија имаме ситуација на позицијски и опозицијски медиуми. Само нема независни, објективни и одважни, кои со висината ќе служат на јавноста, односно на граѓаните. Што значи тоа лесно е да се претпостави, ако дел од провладините медиуми сега ја бранат власта и условно се горе по евентуални политички промени, сигурно нема да дојде до поголема слобода, туку само ќе се сменат улогите и пак ќе имаме црно-бела новинарска комбинација. Тоа значи дека јавност, односно консументите на информирање, нема да добијат ништо. И кој вери дека тогаш ќе има повеќе демократија од сега, кога поединци во актуелната опозиција уште сега се закануваат што ќе ги снајде сите што не се со нив. Ако тоа е демократија. Дека се е исполаризирано зборуваат двете новинарски здруженија ЗНМ и МАН, позицијски и опозицијски поделените национални електронски и печатени медиуми, политичките коментатори, аналитичари и колумнисти. Токму затоа секој малку поискусен гледач или читател знае дека ако Сител сега ја брани оваа власт, утре ќе ја критикува новата, а Телма, која сега ја критикува позицијата, утре ќе застане рамо до рамо со новата позиција. И дали тоа значи дека нешто се променило и завладеала демократијата во медиумите, или се е според народната, симни се мурто да се качи. Инаку Светскиот ден на слободата на медиумите се одбележува почнувајќи од 1993 година. Целта на одбележувањето е да се расправа за можностите за решавање на многобројните предизвици и за издигање на свеста за значењето на медиумските слободи и на незините темелни начала. Одбележувањето е на годишнината од декларацијата на Виндхоев, кога во 1991 година во истоимениот град во Намибија од страна на група африкански новинари беше донесена изјава за принципите на слободните медиуми со единствената визија заштита на темелните права на слободниот печат. Врз основа на овие принципи се воспоставени и етички вредности, познати како Кодекс на новинарите, според кој меѓу другото, новинарот има право на слободен пристап до сите извори на информирање што се од јавен интерес. Ако новинарот е спречен да дојде до бараната информација, има право за тоа да ја информира јавноста. Како и одговорностите меѓу кои? Прва одговорност на новинарот е вистината. Неговата прва лојалност е кон граѓаните, неговата суштина е дисциплината за проверка на информациите. Новинарот може да одржи независност од оние за кои известува и да бара независен наблюдувач на моќта. Со оглед на фактот дека општина Кочани нема никаква организирана форма на новинарите и дека членувањето во здруженијата е маргинализирано и само заради бројка и евиденција, логично е што представниците на седмата сила и за овој 3 мај не планираат заедничко одбележување на денот на слободата на медиумите. Ако га е така, тогаш јасно е зошто оваа одговорна и стресна професија е таму